Добро вечер. Добре ни дојдовте во новото издание на Никој да не знае. И мислам дека ајде повторувањето е мајка на знаењето, па ќе ви кажам уште еднаш. Значи паролата на оваа емисија е Никој да не знае освен јас, вие и тие. Значи цел бенд ни е во студиото на моје огромно задоволство. Верувам и ваше, верувам дека е бенд кој што често го гледате заради тоа што како велат самите во неколку интервјуа, минатата барем година имале околу 250 настапи во една година. Ќе видиме како било низ годинива. Станува збор значи за бенд добро познат, особено за оние кои често одат на живи свирки. За нив ќе речат дека се музички бенд кои со години успешно опстојуваат на пазарот. Исто така ќе ви речат дека се мајстори на занаетот кога се во прашање живите свирки, а најдобар доказ за тоа е нивната многобројна публика секаде каде настапуваат. Инаку кога сме кај настапите имаат околу, веќе ви кажав, 250 настапи годишно, што е навистина бројка за поздрав. Компас бенд во студиото на Телма во ова Никој да не знае или Ивана Ѓоргиевска. Здраво живо, добро ни дојде. Добро вечер, добро ве најдов. Да, десно од тебе е Љупчо Ваневски Бубе, здраво и за вас, добро ни дојдовте. И третиот член секако без кого не може Мишо Стојановски. Добро вечер и за вас и добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Почнувам од она што го дознав од еден рил или од едно кратко муабече Ивана со тебе. 250 настапи. Како се доаѓа до ваква бројка? Па во просек сега горе-доле, да. Обично има денови кога имаме и дупли свирки, буквално. Како се доаѓа до тоа? Па мислам дека тоа подобро ќе одговори Љупчо, затоа што сепак сметам дека за да се биде за еден човек да биде успешен во својата професија, освен тоа што му го дал Господ, ако е нека дарба за, не знам, уметност или што и да е, бидејќи секој човек има за нешто дарба, треба многу труд, значи многу работа, многу посветеност, многу слушање од некој што е веќе пред вас во таа работа, така што мислам дека може да се надоврзе на прашањето Љупчо во поглед на успехот, бидејќи го дадо, значи долги години работа, така, многу труд. Колку години сте на сцена? Па бендот као бенд преку 30 години. 30? Преку 30. Пу, Јас сум браво. веќе 40. скоро што јас имам години. Скоро па. Скоро колку има, да, кога се одвоја може да сум почнал, и можда и пред неа сум почнал. Љупчо, ти го создаде бендот? Да, јас и еден колега кој не е во бендот со нас. Повеќе, да, он беше преку 25 години. Мишко е последниве 5 години, затоа и реков, значи околу 30 години обстојува, 30 и некоја година обстојува бендот. Зашто е Компас бенд тогаш, ајде, кога сте вие? Компас бенд случајно испадна името. Јас и претходниот колега свиревме на една журка и во таа бука галама еден од гостите прашува, а оди Компас од Владо Јаневски. Добро. И дечкото прашува како се викате, а колегава му одговара Компас. И вика, браво, Компас, супер. И така бидна. И остана Компас. И после викаме ни одговара, пошто работиме и една и друга и трета музика, значи немаме еден правец однос на работата, не ни е битно. Све зависи што бара пазарот, тој го работиме, викаме Компас ке ни одговара. Сите 4 страни на светот, тоа сме ние дефинитивно. Тоа сте, така е. Добро, потоа кога влезе Ивана во бендот? Ивана е веќе 15 години во бендот. 15? Буквално ме порасна. Иако е млада, она од дете е со нас. Имаше концерт еден на плоштад. Добро. Джаро го организираше. Јас и претходниот колега свириме. Завршил концертот и ние се пакуваме. Она со мајка и шета на низ центар, да, на плоштад. Се качува на бината, така, мислам, она и сега ситничка малецка, ама тогаш детиште, се качува, ние си пакуваме сајзерото према за ситниците. Брзаме, да, за нокна свирка, после концертот дојдеме на свирка и се пакуваме и доаѓа некој девојче. Добро вечер, јас сум Ивана. Јас како пакував, дигам главата. Вика, може да пеам со вас? Вика, може. Тоа може да смени мојот живот. Може. И така почнавме. Викам, ние имаме од нас свирка, за неколку дена ќе ти дадеме репертоар, кој треба да го спремиш, ќе пробаме и ќе почнеш. Најинтересантното беше што мислам дека во тоа време колега ти даде околу 50 песни. 50? Пошто во прво време нас и не ни требаше девојче. Работевме и женските песни ги пеев јас, имавме веќе еден разработена шема. И вика колегава нека спреми прво да видиме како ќе биде, што ќе биде и текот на неделата, значи не ни пројдена недела, се јавува Ивана кај колегата. Вика, песните ми се готови, кога можам да пробам?
И колегата ми се јавува, вика, девојче, изгледа не е баш добро, вика, ние што спремаме за 5 години, она спремила за една недела. Дај да ја земеме да ја пробаме, да видиме што се случува, да. И супер испадна што стварно Ивана е амбициозен работник, така да све сека го. Ајде тогаш кажете и каква е приказната за Мишо. Како Мишо влезе во бендот? Мишко, па од кога колегата прекина, значи ние долги години бевме заедно, функциониравме со него исто многу убаво, се беше окей. Почна да се занимавам со некоја друга работа, помалце на овие, да кажам, по-лавови свирки, да. Ни требаше човек, Ивана го предложи Мишко. Откај за нешто друго, не, ние се имавме видено. Да. И јас го знам Мишко, ние се знаеме одамна, пошто сме генерација. Да. Ама беше кој што како Ивана, пошто повеќе јас со други врски, она се ги делиме. Ке збориме за врските надвор од бендот. Добро. И она вика еден друг трет беа у опција, значи повеќе луѓе, еден пробавме, друг пробавме, дојавме до Мишко. Видовме дека тоа е тоа и еве си функционираме, баш испадна дека е тоа. 5 години без никаков проблем. Да. Мишо, добро е во бендов? Супер. Да. Задоволен сте, 250 свирки во една година е стварно многу убава бројка. Многу е убава бројката, да, малце е заморна, ама едноставно е убаво кога се свири секојдневно. Да. Ајде да започнеме тогаш од вас во оваа сега приказна. Како за вас или кога во вашиот живот влезе музиката? Кога почна клавиатури или не знам како беше? Тоа беше многу одавно. Не кажувам, не прашувам години, не мора да ја кажете. Да. Јас веќе од мојата 5-та година татко ми купи некоја армоника малецка од Русија ја донесе. Ама права армоника, без оглед што беше малецка и така настана мојата желба и музиката ми стана секојдневие. Почнав ко самоук, после почна танец, натака све и на крај цел живот се бавиме со музика. Супер. Значи, вие надвор од живите свирки сте во некој друг бизнис? Зашто дознав нешто сега веќе не. Нешто со расвет, со разглас, со звучување, така Ивана е во сметководство, ќе ни раскаже својата приказна, а вие сте само со живи свирки. Само со живи свирки. А претходно што работите? Претходно работе во лотарија во Македонија. Лотарија, да. Лотарија пропадна и така да се одлучив да работам само со музика, со тоа што е и мојата животна желба. Супер. Джекпотот Бен Копас. Ивана, како беше онаа приказната во сметководство кога ти кричат чекај, ти дали се истата не сестра ми она што пие, што не забавуваше вчера вечер на свирка? Сосема друга една улога, мислам, тоа е една не дека секоја работа си има своја тежина. Се што се работи со љубов и кога некој сака да постигне повеќе работи, мислам дека може, доколку тоа навистина го сака. Во поглед, односно мене и музиката ми ја донесе таа работа, затоа што јас првично мислам музиката. Па точно не. Јас затоа реков тоа да го промени мојот живот 200%. Морам само да се навратам на тој дел затоа што чувството кога кога ме погледна и кога ти рекоа може да пееш во бендот. Не, јас не дека немав трема, значи толку бев возбудена што буквално не можев да дишам, ама реков вие се мој, пошто претходно ги гледав на некоја емисија, вика немаме девојче бараме. Викам сега ќе видам. Мој се готово, да. Не очекував таков одговор, мислам нормално бидејќи кога некој е многу млад, неискусен, ретко кој дава шанса. Треба да се истрае. Сега ќе полнам 36, а тогаш имав 21 сум имала, така. Ретко кој дава шанса некому кој е no name буквално во таа работа. Едно е талентот, едно е колку вие можете да дадете и трета работа е кој ќе ви даде шанса тоа да го направите. А какви се твојата приказна каква е врзана со музиката? Со музиката па или како дојде сметководство или го стукна? Тоа ќе го се вратиме на тоа. Тоа е веќе последователно. Мојот прв настап пред публика беше на 5 години. Джокс имаше некоја сакам да бидам, или не, некоја друга? Не се сеќавам, искрено не се сеќавам, толку бев мала, само знам мојата реченица беше сакам да пеам. Да, првата играчка што сум ме побарала беше микрофон, тоа беше услов за нешто, единствено нешто што сум го побарала во животот. И ете на тоа останавме. Само се менуваат моделите. Понов и понов. Да, понов и понов. Со тоа што имаше некој, таму беа сите возрастни. Мислам за мене беа возрастни, беа по 5-16 години, а 5 години дете. Качен на едно пластично столче, имам и некоја слика, се уште си ја чувам така внимателно да не ми се изгуби, една единствена.
ме качија на столче и знам дека освоив прва награда и ме праша што имаш да изјавиш за публиката, реков ништо и се симна во столчето, пошто не знам што да кажам. Да. Кажи ми како да е сметководство. Сега како дојде, значи вие си пеете и некој доаѓа и вика ми треба сметководство, така да не. За разлика само да се надоврзам на мобетот, за разлика од сега, не дај Боже да ја прашаш, отиде емисијата. Така рекол ми минатиот пат, Тогаш ништо, али сега... А дали вие се договоривте колку Ивана ќе збори или што пред да влизате? Не можеш да се договори, не можеш да дојдеш да збори Ивана кога ќе прашаш. Толку се воздржувам, само да знаеш. Добро, раскажи брзо за сметководство. У кратки црти. Значи, од како го запознав Љупчо, во тој момент, пошто неговата супруга има сметководствено биро, еве поздрав сите колешки до незе, бараа девојче за работа. Тоа беше пред значи непосредно од како ги запознав. Дали сакаш да учиш занет? Јас искрено имам завршено нешто сосема друго, за професор по англиски и шпански. Јас немав никаква допирна точка со сметководство. Сакаш ли да учиш занет? Значи тоа е занет, ке речем занет. Јас реков да со тоа што иако не знаев точно што значи таа работа, мислам се надевам дека дадов максимум се од себе затоа што еве толку години работам паралелно и едно и друго. И не верував дека ќе можам да седам на едно место, бидејќи едната работа е сосема друга. На музиката сум ностоп на нога, во движење со луѓе, таму сме врзани да кажам во канцеларија. И не сметав дека би можела јас како темперамент да седам на едно место. Најпрво тоа, меѓутоа таа работа исто така многу динамична. И повторно ќе речам дека се е дарба во животот, со тоа што голема среќа е кој ќе успее да спознае зашто е дарен. Зашто си така, да. И да даде максимум. Што вика сопругава ја бива? Чим останала толку фирма? Дефинитивно. Ја пред да почне знаев дека ќе биде. Иначе Точно не веруваше во мене, така. Веруваше во мене за секоја работа. На разговор. Моја иницијатива беше, значи ние бевме тогаш во Турција, значи свиревме. Тие 3 години поред свиревме Куша Даси, јуни, јули, август. И ја прашав, викам, дали би работела нешто, знаејќи, значи, како што рече Мишко, јас сум од предшколска возраст во музика, затоа што моите постари браќа, имам 10 години и 9 години постари браќа од мене, тој што е измеѓу, значи, средниот е поченат. Али од тоа време се свирија клубски свирки, да не кажам, да не речем по гаражи и така. И ја одев, значи, као детиште со нив, и ми дава една фраза, еден збор, нешто да свирите или да високи тонови, да опеам, да. И така почна музиката. Од кога почнав да заработам од музика, видов со текот на годините дека нема континуитет музиката. Некај нас, мислам дека општо овие простори, значи има падови скокови и као да кажам и со професионални пејачи. Док трае хитот, така и со изгарења. Еден период, мислам, линијата се одржува да се работи, нели, ама со тие осцилации, да кажам. И знаејќи го тоа, познавајќи ја работата веќе од многу. Дека може да и да нема, а може и да има многу. Ја прашав Ивана, баш бевме Кушадаси тогаш на свирка, и викам, дали си размислува на некој пат за нешто што ќе ти е константно, значи, што ќе ти го даде мирот. Да. А музикава е све супер, ама може да дојдеш во ситуација, као што не дај Боже бидна короната, ние бевме... Да. Веќе немаш работа, така. Да, и беше многу лошо за нас. Значи, она обстојуваше од само од работата. Така е. Да, обстојуваше тогаш од сметководство. Туку ја на шега сега, Миша, не може да го земете сметководство? Може ќе се најде тој. Како да не? Нели? Пошто ја не сум за книговодство, не Мишо, него земам, нити се работиме нешто трето со него, ако дојде ложа ситуација. Да. А кажете ми, од кога е ова со осветлување, со разгласи? Тоа од секогаш. Значи, озвучување, така? Најстариот мој брат го работеше тоа уште додека бев ја дете, он почна со озвучувањето и потоа јас продолжив да го работам тоа. Он пошто не сакаше веќе да го работи тоа. Јас го продолжив тој бизнес и така да функционира. Добро, и сега може значи 2 работи да се прават. Па јас сум работел и 3, 4. Сум работел и 10 работи сега тоа. Туку не, ми беше додека зборувавте, не сакав да ве прикрам. Како до Кушадаси се доаѓа, лесно или тешко се доаѓа до 3 години да одиш и да свириш во Кушадаси? Во старата населба каде што сум пораснал 30 години. Имам комшија кој има туристичка агенција. Он е турчин, баш браточетка му ја видов вчера на еден подкаст и кажува дека со султанот дедо и бил ага.
И со султанот они дошли тука, после поголем дел од фамилијата се вратила во Турција, а мал дел и останал во Македонија. Тој мал дел се мој комши. И он има туристичка агенција и он, значи, приморијето цело Турција му се пријатели. Мој неговар пријатели му се И така. пошто у тој дел ние кај што бевме, углавном беа луѓе од бивши југ простори, значи да кажам од Вардара па до Тригава. И му предложи на еден од газдите, Сандай се вика хотелот, значи прв хотел на Ladies Beach се вика плажата. Не би било лошо. Му предложи, вика, дали сакаш да донесеме бенд од Македонија кој ќе свири програма за цела Југославија, за сите гости. До Триглава, така. Така снимивме и турска музика, мислам. Ние не можеме од Турција да продаваме турска музика, али колку да не се обрукаме, да знаеме нешто. И тука секој ќе ни дадат гости, како знаете, турски Не, не не, може. ќе прозборат на турски, најинтересно ќе ни Док ќе прозборат. почнат да ни зборат на турски, ние ги гледаме бледо. Пошто тоа го слушаш као музичар да звучи така, но тоа не значи дека Тоа не знаеш. значи дека знаеш, така. Мишо, немој да ни се за Ивана. Ќутам. Да, Ивана ќе ќутиш сега нема, моца, да. Не, нема да мочи, така? Нема да мочи, А како изгледа на свирка? Вие сте позади, тие се обајцата напред. Што е она, како се разбирате? Или имате вие компас со кој што се разбирате, некој не видли? Почетокот беше тежок. Тежок? Да ви кажам искрено. А сега е лесно, само Добро. доволно да се погледнеме, Само се знаеме што погледнувате и треба и знаете, како да, треба. да, Сега дури пред да му кажам песна, вика, ја ќе му кажам песната, вика, ја стави, веќе песната Телепатија. така, да. И кога сме кај тоа, што бара публиката? Вие сте бенд кој што навистина уме да го направи, да речеме, репертоарот, си почнувате со, како да кажам, некоја по лајт музика, така за, нели, да дојде до финалето вечерта. Низ годиниве, каков е вашиот впечаток? Се менуваат ли насоките, не знам, желбите, вкусовите? Секогаш е различно. Секогаш е различно, така? Секогаш е Зависи за различно. која Не се публика? знае, да, не се знае прво вечерта која публика ќе ја имаме. да. Така да почнуваме со нешто и гледаме да се усогласиме со тоа што го сака публиката. Така е. Така да секогаш е различна Да, свирка. да. Колку песни знае Ивана? Ако научила песен за една недела, сега обајцата знаете. Ивана не знам. 1 милион. Колку А се вие? каже? А вие колку Ја знаете? имам преку 5000. 5000? Да, преку 5000 песни имам. Значи, целокупната музика што ја имаме, да кажам. Македонски, чекам, српски, ма. грчки, италијански, француски, германски, А, све. и тоа. Преку 5000 текстови имам. Добро. Што не значи дека сите ги знам се уште. Така да, Нешто така. сум заборел некој пат кога ќе ми побараат песна што не сум ја пеел 25 години. Да. А Ивана ви помогна со шпанскиот? Шпански беше, така ме рече? Ивана има студирано јазици, така Да. да она све нема све проблем што со. пее си пее, да, кога ќе дојат шпанци, мислат дека е нивна. Не баш. таму може да зборам, малце или да? побелат, Да. ама Се сепак разбираме. мислат дека е нивна. Така е, да. Каков е, вие сте најдолго на сцена, каков е пак вашиот впечаток за тоа, како се менува? Некако се измишаа баби и жаби, ми се чини барем у последно време, не знам дали е вистина, или мене ми е таков впечатокот. Нешто наплив на ова српското особено во последниот период и некако и генерацииве постари и генерациите млади, ај за младиве, нели, јасно е, социјални мрежи си прават што си прават. Ама и постариве некако се навлечени на музика која што не е наша, мислам наша. Не е само македонска. Два пати ми се случува да и претходно, значи години, да свириме во локал кој да кажам 10 години функционира безпрекорно. Тоа беше порано Бонимина, Добро. партизанска. Сега сме дека ама исто така Да, години, одамна, значи да. функционира. Се случува да ние значи не свириме правец, како што кажа претходно, че гледаме да е тоа општа музика. Така е. Дали тоа ќе биде рок, дали ќе биде странско, дали ќе биде турбо. Значи, како што ни рекоа еднаш на свирка, се договараме за свадба. И вика, кај нас вика на свадбата младоженци, обично мислам младоженци се чекјути. Нема се кажува. Нема, знам што, знам кој зборуваш, шо. Не треба не се договарате со младоженец. Кај нас вика турбо фолк само немој да свирите. Друго све може. И викаме добро, ако може дефиниција стрикно за Што е турбо турбо фолк, фолк, така така. да знаеме точно Да, која музика. Па вика цеца и такви ствари може, само не друго, турбо фолк. Супер. Као добро, така да. Ја. Цеца е као општо нешто, Цеца е не општо, турбо а фолк. друго е Друго е све турбо турбо фолк, фолк. да. Така да и у другиве правци да кажам, значи гледаме да некој и што слуша можда само турбо фолк, кога ќе свириме некоја странска музика, да слушне нешто што го слушнал, иако не слуша можда тоа. Или рок. Значи општи песни кои се вртат така да одговараат и за една и за друга и за трета генерација, мада можам да кажам дека се уште и наша генерација доаѓа. Да. Ние имаме гости од до да кажам деца
Од 20 Кои што години доаѓаат. до луѓе До возрастни. возрастни. Баш возрастни. Да. Така да измешано е тоа, затоа зборам големи локали кои функционираат безпрекорно и мислам дека мора да се прати све, затоа што пратиме све, во моментов е задужена само Ивана, никој друг не. Може да зборива на са? Она денеска излага песната, она до вечер, после 1-2, Да. стигаат пораки на месенџер и јас знам дека тоа нема кој да биде, освен Ивана. Песна има толку илјади прегледи, значи ова ќе ни се бара Добро. да се спреми одма, викендов, сакам да ја пеам, или ако е моја да ја пееш, зашто сигурно ќе ја побара. Уау. И стварно се случува тоа. Да. Ако не за првиот викенд, за вториот викенд мора Па да тоа е некој- добро, мораш да си И само во... ќе им кажам, ви кажав. Не ми Што е што знае. сменето порано немаше, значи социјални мрежи и беше полесно. Да. Се знаеше кои песни се Точно вртат. се бараат. Сега ми доаѓаат со телефонот и И јас вика пеам, ова, врти, Си врти. ова песна. па си врти, како да сме џубовско некое време, така да си врти. Добро, што сега, кога сте се напатиле да биде... у биде... некој време и сега, пошто Да, не да, прашав да, тук, значи, да, да. тоа беше подобро. Точно. Што не може сега, много кого да прашам, кој ќе ми одговори? Ајде Мишо да го вклучиме во малку во моабетов. Зошто немате повеќе авторски песни? Тоа може би она што недостига, барем од Компас Бенд, за мене, нели? А добро, Пак и од треба кога ја да сме кажа, заедно, пошто е он Мишко треба да Треба да биде каже Лјупчо пак. Лјупчо, да, али од кога сме Значи, заедно, веќе имаме... Имате, да, знам, Да ќе работиме на тоа, слушнаме, имаме да, песни. да. И претходно имавме со колегата, че ние свиревме со претходниот колега сами без девојче. 2 години у Београд бевме. Имавме менаџер Србин што се таму, Саша Драгич. И снимавме и со него. Саша Драгич да, веднаш? Саша Драгич. Саша е уште во Скопје или не? Скопје, да. Оди тоа, ама се уште е тука. добро. Значи он не однесе прв у Београд, да кажам, и не запозна со таа цела нивна музичка елита, да кажам, од Марина Туцаковиќ, па до сите тие композитори. И функциониравме, ние снимавме. Само што немавме еден континуитет како сега што правиме. Сега, например, не оставаме док, еве една песна пуштаме, сега кавер пуштаме. Добро. Значи, веќе имаме 2 нови песни кои чекаат. Кои што чекаат, Летен, да кажам, хит, мислам дека ќе биде хит. Се песната многу добра. Да. Прво гледам ако ни се допадне нас многу Така е. дека и вака кога ќе пуштиме на луѓе. Да. На прва да остане и првпат кога ќе ти ја даде композиторот, ако можеш да ја отпееш одма на прво слушање. Да. Ами значи, добра е само- финта ова со втората песна што ќе ја слушаме, за да можеме да се подсетиме на ваша една одлична изведба од Валандово, па тоа Тоа е добро сте го 92 спакували. година. Така Сум е. бил како Ивана, значи кога дошла 22 години. Да. На Валандово. Добро, добро. Сега, сакам да го само сакам да им кажам на колегите дека може да го почнат да го бараат нивниот пријател. Го има. Горан не изначека. Горан, добро вечер, извинете. Добро вечер. Поздрав од сите гледачи, а најмногу поздрав до водителката и моите колеги Компас Бенд. Така е. Да, Ивана ми рече дека сте, освен што сте нивни пријател, сте пеач, композитор, што сте друго кажете самиот? Текстописец? Се. И професор. Сум пишувал музика, драми, награди за филмови, Од кога се... театарски представи. Да. Горан, од кога ги познавате? Па Компас Бенд, Лјупчо ги познавам од кога додов јас иначе од Прилеп, кога додов од далечната 96-7 година. Значи одамна. Со Компас Добро. Бенд, да, они беа народњаци, јас тогаш пеев со Турунџиева и со Трајче Манев. Аха. И соработката остана до ден денеска. Браво. Меѓу другото се појавува едно девојче, Ивана, кој што јас ја многу ја ценам и почитувам. Зошто ќе ви кажам? Добро. Ако можам да зборувам повеќе сега од Ивана. Ајде, може. Од моите 3 горделиви ученици во мојата школа биле првиот Тоше Пројаски, Борис Светановски, сегашен Рис Флавер, кој што живее во Шведска, и тоа е Ивана трета, кој се гордам. Зошто? Ивана е на пчелка, од хороскоп е риба. Јас повредно девојче немам видено. Она што го рекол дека имаат 5000 песми, еве Лјупче да слушни, од тие 5000, 3451 има само Ивана. Добро, ако сте договорени толку да ја фалите, добро. Јас често доаѓам кај нив и уживам да ги слушам, на свирките знаат тие дека му сум редовен член, кога гостувам таму се седам си уживам. Така. И седиме со Лјупчо, Ивана пее нешто и јас будам Ивана која, ова е нова, вика сега излезе. Да. А што би рекле Иван- за другите двајца освен за Ивана? Ја испофаливте Ивана и сега може ли да ни ги опишете Мишо и Лјупча?
Да кажам само за Ивана, уште малку по-поточно да кажам. Добро. Горан, само да знаете, ние до 6:20 имаме емисија. Повелете. Добро, ќе бидам краток. Да, Што е Ивана? Ивана е моја ученичка која што учевме добро да пее и се. Ивана научи со мене и не послуша со помош на Љупчо да биде добар продуцент, да ја направиме добро студио. Она сега знае да продуцира и подобро од мене. Браво. Да пишува. И сакам јавно да се благодарам што е Ивана една душица која е чиста душа, која што е добар пејач и она е највредното нешто. Браво. Кога доаѓаше кај мене на температура од 42 пешки доаѓаше од центар до кисела вода и се срамеше, работевме сат и пол два, да ја однесам вечерта. Надвор, пингвини паѓаја во несе до Жешко и јас лажев, ќе одам да го видам другар ми во кутро за да ја однесам. А она знаеше сама да си пои пешки. Така Тоа е толку едновредно човече, што успешно ги завршува. Минатата година, сакам јавно да се благодарам. Имав една непријатна случка во студио, јас паѓам во несвест, доаѓам до болница, никој не доде неве, јавно ќе кажам, ни моите керки, таја, сабарето во 7, мене однесе шиење, снимање на се, тоа го направи за мене. Браво. Добро, ајде во интерес на времето тогаш, не мора многу. Не, знаете што сакам само? Добро. Да, извинете, ама немаме време. Значи ќе ни отиде времето, ќе нам треба уште 2 песни, треба уште буавет. Извинете, навистина, само уште нешто ве прашувам. Едно прашање за Компас Бенд и завршуваме. Може. Ајде. Ама не за Ивана се. Пак за Ивана? Не, да му поставам на Компас Бенд. Да. Кога ќе го завршиме албумот што треба да биде наскоро? Ви благодарам, Горан. Убава вечер. Поздрав. Не праша на издаде. Ве издаде. Зашто тоа се убави работи треба да се споделат, така ли? Да. Докаде се со албумот и кога ќе го издадете? Па има уште песни кои треба да се направат. Добро. Да се одберат. Че сакаме добра селекција ако се прави албум да се барем неколку песни треба да бидат. Хитови за се направи. Така. Една издадовте дека ќе биде летен хит. Толку сватив. Да. Знаете како ќе направиме? Прво ќе ја изведете девушка, за да уживаат сите гледачи, потоа одиме со реклами, а потоа кога ќе се вратите ќе ни раскажете приказната врзана за девушка. Ајде сега заедно да уживаме, имаме джингл и време за подготвување на Компас Бенд и ги слушаме со девушка. Nacrtaj oblak na neboto, so ljubov obojime, ko bela traga za patokaz, pravo do tebe. Vreme togo menuva naše to lice, ako neka smeni se, ama ljubav ta ne može. Ti moja malinka ja djevuška, ti si negde daleku od Makedonija. Ti moja malinka ja djevuška, snajgukana Blanka, moja princeza od Rusija.
Nacrtaj srce na hartija I pomisli na mene Za dušata da zamrzne Dur ne te pronajde Znam, vreme to gomenuva Naše to lice Ako neka smeni se Ama ljubov ta ne može Ti moja malinkaja djevuška Ti si negde daleko od Makedonija Ti moja malinkaja djevuška Snegulkana dlanka Moja princeza od Rusija Ti moja malinkaja djevuška Naša paduška Се надевам дека уживате. Заедно сме уште 10 на 15 на минути заедно со Компас Бенд во оваа никој да не знае. Дјевушка. Има многу интересна приказна, врзана со една именјачка моја, која што била во Јахорина на одмор, колку што сватив од приказната, а татко му на Лјупчо исто така се влюбил во таа русинката и таа траела врска некаде 10 дена, ако е тоа точната приказна. А цики тоа све добро го спакува во оваа дјевушка. Да, ама добро, ја кажам кратко. Ајде сега малку подолго. Па да кажам приказна, не приказна, значи вистина. Вистина која татко ми ја раскажувал. Случајно у еден разговор и меѓу нас и со Цеки испадна да Цеки направи текст, направи музика. Добра провокација за Да, добра провокација, напиша, ни се допадна на одма и така сними. Да. Морам да ве прашам сега на шига или не, мене татко ми раскажуваше за една битулчанка која што ме изгорела првата левата пред комора, така ме викаше, и која што отишла пута таква некоја љубов, нели, пута дошла мајка ми и викам па мене да нели да не си ја земам мајка ми, ја немаше да бидам, така и вие на татко ви ми викавте, така добро што со Катерина не сте останали, не потраела таа врска, така е, да. Кажете ми од каде дојде идејата за оваа туѓа си ти да добие вакво видео издание, сега провокација за нашите гледачи, нели да се, како да речеме, да се извади од фиолка некоја и да се повторно Повторно треба да активираме Иван. Да, повторно Ивана треба да збори. Да, неизина идејата. Па може, ја го наповели. Ја може да кажам за песната како е настаната и тоа све, Ивана за ова, значи да се реинкарнира. Да се реинкарнира, баш реинкарнација. Ама навистина е добра песна и заслужува внимание. Песната е многу добра. Пред да биде Компас Бенд, значи јас бев во еден друг бенд, Нота се викаше бендот. Група Нота, они се уште постојат, само се менуваат членовите, да, името останува исто. Значи да кажам првата постава на Нота, ние свиревме тогашен Гранд Хотел, сегашен. Чекај да ма за рече, Горан, дека се свиреле народно. Да, тогаш народњаци, као народњаци. Стварно? Да. А вие кога учевте меѓувреме? Учевте забавни песни и како после? Па Бенд Компас, ако треба да кажам стрикно за Бенд Компас, како научивме, имам исто, како да кажам, значи како научивме, ние свиревме народњаци, Боби беше класичен народњак, јас со моите браќа, пошто беа рокери, имав слушано музика. Да. Значи јас знаев, ама пошто Боби беше народњак, не можевме и бендот со кој свиревме забавно нешто, ама Јурок, да кажам. Нота, да. Добро. И зборам Јурокс, ние свиревме секојаш, ама странска музика нема. Така. И како дое до таа иницијатива, свиревме кај Фуфо, бившо МНТ, тоа зборам пред 20 нешто години, 25 години, да. И Фуфо не препорачал кај Мане Пап. Во Студио Пап. Студио Пап, да, вика има едни дечки, најдобри си у градов да ги земеш. Ама најдобри за турбофолк, за странска музика, најдобри за шо? А Мане Сике беше, ама народно немаше да ве зема. Да. И сега ние не ни знаеме кај одиме, ние дечорлана со Боби по
20 некоја година. Одиме, вика, ја ве најавив таму, значи им кажав кој сте, што сте, само да отидете. Вие ни влагаме кај Манел пап. Здраво, здраво. Вие сте компас, да, ми рекоа сте биле најбољи, ние да, тие сме најдобрите. И сега он да ни каже како треба да, вика, кај мене се свири викастанска музика, ама не уопшто, само правец, модерен рок. И ние се гледаме вака, тие најдобрите од 5 минутка. Не знаеме ни една странска песна, не пратија као најдобрите. И јас му викам на Мане, викам, ние можеме да почнеме, ама за 30 дена, пошто овој месец ангажмани имаме. Многу имаме ангажмани. Да. И 30 дена, 24 дења ноќе спремавме за да влеземе, да не се посрамотиме и си влеговме со модерен рок после 30 дена. Браво. И така тргна во После отидовме за Турција, почнавме да слушаме турска музика, па отидовме за Београд, па отидовме за Швајцарија, Цирих. Тина Тарнер ни беше гостинка, не имаше со Рей Конен на екран на наслов на многу познат клуб у центар на Цирих. Така да како одевме компаса, така испремавме музика, така и да избогатувавме репертуарот. Иначе Ивана тогаш не беше со нас тие 5000 песни кои ги надградував јас. Ивана, како беше со туја си ти? Да, како беше твоја најпрво да идеја? се заблагодарам, мислам, кажам многу убави зборови. За мене не дека не ми годи, не дека не ми ласка, како да кажам, многу вреди од некој што е пред мене во музиката да слушнам такви суперлативи. Навистина, мислам, навистина се чувствувам во без лажни скромности. Но ќе речам дека имав таа среќа да учам, сега не дека се фалиме нешто меѓу себе, меѓутоа истрајноста и траењето во музиката се должи само на пак ќе речам на многу труд, но имав таа среќа да не само за пеење, значи во нашата работа не е само пеењето, тоа кој работи во дружба, треба да бидете, да се погодите, да не збориме, тоа веќе основно, слични, нели сакам да кажам во поглед на живата свирка, кога некој ќе дојде и ќе види атмосфера, тоа се должи, мислам, јас навистина се поклонувам пред неговиот њух за бирање на песни во една вечер. Тоа е различна структура на луѓе и ќе каже некоја песна што врска нема со нешто што претходно сме пееле. Јас се воодушевувам до ден денеска. И ќе погоди дека тоа ќе го сака без исклучок, значи без исклучок и да се одржи една атмосфера на луѓе, како што кажа, во едно место од до, во поглед на години, во поглед на стилови на музика. Тоа е навистина искрено, јас може би има, не викам дека колегите да не ме сватат погрешно, не подценувам никого, но во една работа, освен пеењето, треба да се има став кон работата, значи менеджмент. Треба да се има сен за публика. Да се има сен за публика, тоа е веќе што е, Така што мислам дека тоа е мојата најголема среќа, што учев од него, мислам, сите овие години. Сакаш некеш едноставно некои работи се гледаат. Ти должеш ова да ве испуфали сега. Секако не, тоа да не биде враќање, дека гора не ви испуфали. Не, навистина, стварно сум многу благодарна и повторно ќе речам огромна среќа да се сето тоа што е поврзано со работата, што не е само она што се слуша, или добро пеа, има милиони луѓе што пеат предобро, но да се одржиш, да заработуваш од работата, да бидеш ценет во својата работа, да траеш во својата работа и да знаеш во кој правец ќе се движиш понатака, тоа е навистина, тоа е мојата среќа, ама повторно ќе речам имав од кого да научам. Да, и до ден денеска учам. Не можам да кажам За туѓа си се враќаме. Се враќаме. Секогаш се терам водата на своја воденица офеле. Не, во поглед на туѓа си Мишо да го пуфалеш, кажи ми, ајде, Мишо пофали го. За него немам збор, значи он може да... Ја така сакав уствари, ако немаме никој, пошто ми рече дека... Да си се пофалиме сам. Да си кажете карактерно што е она. Да, ајде. Мојата најголема мана што јас трупам многу материјал, пошто ќе видам што е ново или ако излезе некој нов албум, од тие 10 песни една ќе речам дека треба или втора, обично погодувам. Треба да е крај, само да ти кажам. Добро, за 2 минути крај. Така беше минатен да има време. Него му пуштам список и секогаш ќе речам, не знам колку време ќе имаме, ама секогаш се спремни, така што можам него да го попалам во поглед на спремањето. 10 секунди, 10 секунди, туѓа си ти е песна која според мене од секогаш заслужувала да биде, да има видеозапис, а немаше. Се уште ја бараат, значи се случи. Што беше клучно конкретно? Една девојка Стефани, мислам дека се викаше, еве ја поздравувам, да не ми замери ако не беше тоа име. Она беше последно тие што ми ја побара аудио, ми побара од песната и некако не се праќаше.
И викам, јас ја немаме на YouTube. Значи, ние мораме да ја направиме таа песна. И во поглед на квалитет, зборам на она што е македонска музика, што навистина треба да се негува, сметаме дека таа песна е на тој ранг. И многу луѓе не ни знаеле дека тоа е негова песна, на радијата ја вртат постојано. Не барале воопшто, Ја барале воопшто, да, не знаат дека е негова песна. песна. Песната е на Григор Копрев. Да. Одлично. И стварно е супер песна, немаме веќе време, ја ви посакувам уште многу, уште 5000 на оваа бројка од 5000 песни. Мишо, ви благодарам, немавме многу време да ве вклучиме, кога имате вакви зборлести, ама вие сте нели? Да, нема да ми замерите, не сум јас виновна. Ние сме така и секаде. Туѓа си ти за крај на овој издание на Никој да не знае, се гледаме следниот пат. Ајде вие Бојрум на сцена. Благодариме. Благодариме.